Почитувани медиуми, ја информирам јавноста еве дека денес започнуваме со уште еден проект кој што е важен за општина Карвинце. Тоа е реконструкција на постоечката улица 13 во селото Таринци. Оваа активност е дел од оние планирани активности за 2026 година на општина Карвинци во делот на патната инфраструктура, а конкретно овој проект и оваа втора улица во низа е поддржана од страна на Министерството за транспорт и врски преку проектот од страна на Светска банка кој што е финансиран, оној лот 11 кој што е во тек. Очекувам, еве, започнувајќи со денес, на претходно, еве, доста потешкоти во делот на имотно-правните односи, конечно е расчистена целава ситуација и започнувајќи со денес, очекувам во следниот период да имаме непречено одвивање на градежните работи, со тоа што во следниот период, во текот на летниот период и летниве месеци, да имаме целосно реконструирани две улици, тоа се улицата 3 и улица 13, тоа што се работи токму денес. Ова е крупен инфраструктурен проект, затоа што овој проект предвидува целосно одведување на отпадните води, атмосферска канализација, тротоарски решенија и целосно сообраќајни нови решенија на овој потек. И на некој начин е продолжување на се она што следеше во изминативе години, а тоа е целосна урбанизација на селото Таринци и градење според урбанистичкиот план на ова населено место. Дали во градоначалник во општина Карвинци од 1 мај па натаму ќе имаме запис на или упис на нови ученици? Како и во секое училиште и во општина Карвинци, тоа е основното училиште Страшо Пинџур, ќе има почеток на запишување на учениците во прво оделение. Ние сме во моментов во фаза на добивање на податоците од страна на МВР за бројот на ученици, така да во следниот период ќе имаме поконкретни информации точно за бројот на оваа година колку ученици ќе се запишат и што понатаму ќе следи во делот на образованието.